Почитувани, добар ден. Време е за почеток на црвена линија. Жител на Скопје на 31 година застрелан од огнено оружје. Сторителите се уште не се познати. Не е расветлен ниту случајот со убиството на познатиот бизнисмен кој во околината на Скопје беше пронајден со прострелна рана во главата. Нема детали ниту за случајот на улица Пластичарска. Се случи пред еден месец кога во вооружена престрелка едно лице беше убиено, а двајца потешко ранети. Од почетокот на месецов се случија неколку убиства, за кои Министерството за внатрешни работи се уште работи на расчистување на истите. Со 12,25 случаи на милион жители, Македонија е трета во Европа според стапката на смртни случаи, и тоа предизвикани од огнено оружје. Вака покажува анализата на статистичкиот портал Landscape, базирана на податоци на Меѓународниот институт за мерење и проценка на здравјето со седиште на Универзитетот во Сиетл. Повисока стапка на смртност од огнено оружје има во Турција и во Албанија. Со оглед дека во Македонија во 2018 година имало 180.000 парчиња регистрирано огнено оружје, но проценка е дека во земјава има околу 500.000 парчиња нелегално огнено оружје. Па каде и да е, ќе бидеме на првото место. Покрај криминалците пукаат и неодговорни граѓани, и тоа на свадби и разни други прослави. Темата за денеска е: се пука на сите страни, а забрането е да се поседува оружје. Според вас, драги мои, што треба да се превземе? Тоа е централна тема во ова денешно издание на Црвена линија, но секако го постиравме и анкетното прашање кое што треба да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Прашањето е следно: дали треба да се забрани цивилно оружје како во Кореја и Еритреја? Имате две опции за одговор: да, не. Јас верувам дека ќе може да се покаже така. Еве како изгледаме на Instagram Stories, значи дали треба да се забрани цивилно оружје како во Кореја и Еритреја. Кликнете на вашиот одговор, ќе се пресмета во проценти и секако ќе биде објавено таму некаде по рекламите. Но денес се разбира, верувам во голем број ќе ве има, како и секогаш ве прашуваме, односно што треба да се превземе со оглед на тоа што сме сведоци дека се пука на сите страни, а забрането е всушност да се поседува оружје. На 023070005 по вртењето на нашиот веќе добро познат телефонски број, на самиот старт да укажам да се намали целосно тонот на телевизорот, значи зборувате исклучиво преку слушалка. Не користете интерфон, спикерфон и секако верувам дека со Црвена линија во овој момент можеме да почнеме, доколку го имаме и првиот гледач, а може би и гледачка. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Што треба да превземе оваа држава во однос на... Многу жешка тема како времето. Како времето. Тема жешка. Па да ви кажам, знаете што, овие се веќе во прашање дека се човекови права. Значи, вие со тоа на некого што му давате оружје, а на другиот не му давате, тоа е веќе дискриминација, буквално за мене. Значи, се дава на кој? Сега да бидеме реални на тие што се даваат, меѓутоа треба да се врши барем еднаш годишно проверка. Што се случува со тоа оружје? Дали употребено, дали не, то што имате вие, што знам таму некои наследени оружје, па вакви и такви или други работи. Значи, обавезно треба да се прави проверка дали е тоа оружје на истото место, дали се употребувало или не. Значи, нешто кога правите некој закон и кога давате, меѓутоа за жал кај нас ние сме бетер од Америка. Самите кажавте колку оружје има и се што сакате, кој закон. И закон да има и све кај нас не се употребува законот. Значи, има голема дискриминација меѓу секого. Вие кога имате во полиција и секдека, како да кажам, што прават дискриминација, све е дискриминација, како да го свртам друг збор, никако не иде. Значи, мора нешто, имате вие закон, но не се почитува тој закон. Дали некој дошол, сега овој земал, го утрепал, пукал, таму се осика, па чекај, па ја ќе земам, ко можел тој да земе, па утре ако дојде. Значи, тука е големата што нема контрола и не се знае колку има, кај кого, каде, како се внесува, од каде се внесува. Мислам, сите тие работи треба малку подлабоко.
Јас само ќе подседам да се внимавам на тајмерот, нема да изоставам да ви речам благодарам, бидејќи сепак со вас почнуваме и да препорачам да останете со црвена линија за да слушнете и останатите гледачи што ќе одговорат. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Златко, добар ден. Верувам дека сте добро. Фала Богу, а вие добро? Добро, благодарам. Еве работно. Во однос на тоа што треба да превземе државата, кој ќе биде вашиот одговор? Видите, државата треба една акција за одземање на нелегалното оружје и да се проверат тие што имаат легално оружје, дали се сосема здрави, да го користат оружјето. Многу законот е швајцарско сирење, треба да се проверат и да се направи нови уфрлања во законот, кој смее, како смее и тоа. А едно друго важно прашање, има оружје кое не е адекватно за цивилни лица, например автоматско оружје, во задниите месец дена 4-5 се убиени со автоматски пушки. Значи тоа не е добро. Државата треба одма да го одземе оружјето, да направи рација по куќи, по све каде се крие тоа. Ви благодарам, имајте убав ден, господја Тинче, вие и јас завилам, господине Златко, големо благодарам. Секако убаво време ви посакувам и со нас, со цел да слушнеме какви се одговори ќе добиеме од гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав и до вас. Поздрав до Телма. Благодарам. Се пука на сите страни. Па се пука. Оружјето од 2001 година, конфликтот 50% не е предадено. Се збори на автоматското оружје. А ако се прашам ја, тогаш би поделил уште толку оружје, па нека биде 100%, па нека се пука, нека е весело, држава не е многу убава. Мирно спиеме, живиме добро, пиеме, одиме на одмори, нека биде весело. Бидете поздравени. Благодарам. Кусино, доволно јасни. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало? Повелете, во црвена линија сте. Ало, Телма? Да, во црвена линија сте, повелете. Да, фала. Слушам овде кај се пука на сите страни. Па добро, нешум. Што се пука. Меѓутоа се убија низ центар. Секој ден слушам убиство. Праша го Министерството за внатрешни работи, тоа е прошлиот министер, од Оливер Спасовски. Тито ли ќе го бараме сега? Тито умрел, Оливер си отишол. Јас живам во околијата близко до Рачиново. Па има ли там полициска станица или нема? Или не слушаат наши? Свадби пукаат автомати, не сразат со затворени врати спиеме. Па нека влезат ако имаат со извинение. Нека влезат таму кога да видат што се пука. Не може тоа да направат, не јавно викаат, ние сме тука. Што не влезат? Свадба. Па не свадба, не знам што сака и рат нека виде, треба да влезат. Според вас зошто не влегуваат? Затоа што ги срав. А овде када пукне со плашливец тука, кумшиите ќе дотрчат. И кривична пријава ќе ти поднесат. Претера. Еве имаме нова влада, нови министри. Толку, фала, пријатно. Благодарам. Одлично име што ни споделивте всушност на што сте сведок и со што се соочувате со семејството горе долу, како што разбравме секоја ноќ. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Ова е добра тема, али јас ќе бидам конкретен и ќе упатам до Панче Тошковски, министерот, мислам, за внатрешни работи, така се викаше. Значи, сега е нов министер, нова влада. Ако сега тој не застане здраво со ова проблематика со оружјето, претходниот гледач не се спомна. Ама јас уште нешто ќе кажам дека може секој фамилија има по 2-3 оружја во тој дел на Западна Македонија и Рачиново кај спомна. И во другите делови имат,
али ако не застани и да го повикате ваш кај во телевизија, овде да му пренесите ние што се имаме тука, овие информации, оти ова не оди во никој некаде на добро. Ова се работи со оружје, не гледам се ова некој кој намајта тука сваќат работата со разговорите. Значи, кога се спомнува оружје, тоа не е мајтап и не е играчка, многу сериозно треба да се постапи. Оружје се има, значи, без дозвола. А и тие што има со дозвола, го има замено преку некои линии тамо, без на некои прегледи или со ургенци во прегледи и после Според вас, дали треба целосно да се забрани цивилно оружје како што е во Кореја и Еритреја? Во Македонија треба целосно да се забрани затоа што има злоупотреба и оние што го добиле легално и нелегално што го имаат. Значи треба да се забрани и последиците еве ги и затоа вие сте поставили оваа тема. Значи последици имат и ќе има. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Да. Дали да се забране, ма не треба уопште да дава дозволи. Видите, во Рудник близко до Куманово, тамо најдеа пуно оружје. Танушевци, планината до Танушевци, тоа беше се прекопано после 2001, колку оружје се тамо само најде покриено, покопано под земја. Исто тука, еве, Западна Македонија, а Тексас, а Западна Македонија. Секој ден има убиства по 2, по 3 некаде. Го слушам и сега ќе го кажам тоа Ахмети, дека Кичево бил негов град, подарен му било. Не знам, они се зафалуват со ноа, немирни, етнички немири. Еве да ги секој ден се гледа тоа. Мора, како Македонија да е желботека на ни, и треба да се исполнува на Ахмети секој желба. Уставот да се отворил, да се ставило уставот тоа дека победник со победник. Каде беше кога беше со СДС, кога беше победник со победник, а он отиде со СДС. СДС не беше победник. Ама видите дека таму има слаба страна кај што може да си ги исполнува желбите. Желботеката на Македонија со оружјето на сите, со пукањето, нема вече да не се случи. И вика полицајец дали му Рачиново. Полицијата не смееше тамо, нели, заробијане да деа да држија помош. Не дават полицајец да улезе, не дават инкасатор да улезе, не дават никој не смее тамо да улезе. Како да е Арчиново, тоа е дуво. Ке посетам да се внимава на таймерот, 90 секунди одбројува. Добар ден. Добар ден. Се слушаме. Се слушаме, повелете. Така. Оружјето, цело оружје да се собери од народот, да остани само ловџиската пушка. И тие ловџи на секој 6 месеци да подлежат на контрола здравствена. А овие што окријат оружјето со детекција, со детектори, и ниви, и плевни, и трла, се да се преора, да се исчисти како некоја глава што е полна вошки, така местото да се исчисти од оружјето. Да не постои. Ги спомнавте ловџиските пушки, интересно е, неодамна имаше токму убиство со ловџиска пушка. Ништо не ме слушнав. Неодамна имаше и убиство со ловџиска пушка. Еве тоа како го коментирате, бидејќи рековте само ловџиска може да... Па реков ловџиската пушка, ама тој што ја поседува на 6 месеци да иде на лекар и да се затегни добро фамилијата да не чепка, тој само што има дозвола, и дома да има одредена просторија кај што строго се заклучува. Има елементи кај што може да биде обезбедена. Тогаш ќе бидеме херметичка држава во сите пори. Вака, само растур правиме. И државава треба да ја направиме македонска држава. И да не се занесуваме, вакви имало, такви имало. Кому му се седи да живее како човек, изволте. Кому не, патот му е отворен. И угоре и удолу, кај сака тамо не ходи. Пријатно и убав ден има. Најубав ден, сега кој денот продолжите го со црвена линија, верувам дека ќе ви биде исклучително интересно да слушнете што ќе кажат, а може би и надополнат гледачите кои што ќе се вклучат. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Јас сум Лјупчо, ако ме слушате. Јас сум во програма, така? Да, вие сте во црвена линија. Добро. Значи, јас имам завршено средно училиште за младши работи Елискија Поповски Марко.
76-та година и добро сум обучен со снайпер. 3 војни поминавме, значи Косово, Стенковац, нашата војна, и сега имаат повеќе оружјето е на црно, него што е на бело. Значи, јас кога отидов во пензија со 34 години ефективен стаж, значи ефективен, без бенефиции, значи, тогаш не ни дадоа пиштолите што ги носиме по 33 години, него рекоа дека ќе истопат во железара. И сега, дозволите се издаваат, јас не знам како, за легално, а илегално е повеќе оружјето него што е помалку. Кажете ми, еве, некогаш како се водеше контрола? Тога се водеше строга контрола за тие работи, и за ловджишки пушки, и за све, а ние сега овластени, обучени, а сега како добиваат дозволи за кратко оружје, изборам повеќе, значи пистол, а јас сум обучен за снайпер, и снайпер знам да ракувам и се друго, Драго ни особено еве што се вклучивте, бидејќи сте и директно засегнати со темата за која што говориме. Како и да е, 90 секунди, уште еднаш ќе напоменам, мерете си го времето, тајмерот и го објавуваме на екраните. Ќе се заблагодарам на гледачот, но и ќе подсетам дека возможно е повторно вклучување во црвена линија, секако за нови 90 секунди. Ќе ве подсетам да кликнете и на telma.com.mk. Секако ќе бидете целосно, брзо и ефикасно информирани, но и да се задржите на следниот наслов. Македонија со над 180.000 парчиња регистрирано огнено оружје и проценки за преку 450.000 парчиња нелегално. Верувам дека ќе можеме да покажеме за да видите како изгледа насловот, во кој што се разбира, под кој што можете да се информирате за тоа што Македонија вели од 2018 година има 180.000 парчиња регистрирано огнено оружје, но проценките се дека во земјава има 451.000 парчиња нелегално огнено оружје. Собственоста и поседувањето на оружје пак значително се разликува низ целиот свет. Повеќе од 175 земји во светот им дозволуваат на своите граѓани да поседуваат огнено оружје, иако повеќето имаат специфични прописи за собственост, како што е забраната на одредени видови. Ето, јас уште еднаш ке мало задоцнување имаше секако, но ова е насловот еве на кој што ќе укажеме да го прочитате и секако да се информирате во однос на темата и последните податоци. Ние продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте, повелете? Па вака. Сите овие убиства, 99% се извршени со нелегално оружје и се крвни освети и такви работи, претежно во Западна Македонија. Ако не беше оружјето, ќе беа секирите, така да танте ме танте, дали ќе види, дали ќе пукни или некој на некој ќе му расцепи глата, тоа е тие крвната освета е кајнив си оди и понатаму. Исто така во мода е дрогата и таа е исто така во оптек и нормално должнички односи, значи Сведоци сме и каде што се користи оружје за да се одбележи некаква веселба. Не, за веселба не би требало да се користи оружје, бидејќи не се знае какво оружје треба да се користи, дури и петардите се забранети, например, за Нова година, така да никакво оружје не би требало за веселба. Тоа е веќе нешто би требало да се забрани. А тие што имат легално оружје, многу малци од нив. 90 секунди. Благодарам сепак на одговорите кои што ги дадовте во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, поздрав и тебе уште еднаш. Значи, има еден вид
порано од Карадашкиот крај таму Спукчене, некое село, те што имаше пукање 2001 година. Пред да бидне 2001 година отишла полиција таму и имало пријава за оружје. И го нашекуваат батката на тераса, гледат пиштол носи со себе. Ја вика, ти пиштол носиш без забранете. Ја чудим, он се чудел како пиштолот кај него дошол. После, мојка, дај да видиме внатре у собите, за ова, кога нашле цел арсенал автоматско оружје и се остало. А бе, ова вика, што е? Вика, ја чудим. Кога му рекле, дај бе иди доле у подрум да идеме да видиме у избата што има. Немој, болje, немој, вика, и ја чудим, ама и ти чудиш. Сега да ви е јасно, каде тоа оружје претежно престојува у чиви раце, ако каурче дете земе пиштол или ова огнено оружје било какво, ќе му го направат грбот мек како стомакот. Ама убаво реше преска еден, страфиме на жандарине да помислат, да погледнат на Кајрачиново, Кондово, Мондово, тие места, Западна Македонија, и само се силат вака на некои наши деца што земало може и плашчевец и него ќе го измалат. Според вас треба да постои целосна забрана за цивилно оружје? Времето најверојатно истече. Благодарам за одговорите. Добар ден. Добар ден. Дали треба да има целосна забрана за цивилно оружје? Треба целосна забрана да се стави на... Ма не може, знаете дека Западна Македонија тие увезуваат од Косово и до Вага оружјето и тие се наоружани до заби, не само со пушки, пиштоли, тие се наоружани. Еве гледате 2015 кога нападна да има населје, тие беа наоружани со зојни, со 300 чуда, со бомби, со се беа наоружани. Колку полицајци загинаа? 45 души само беа ранети, 8 души загинаа. Не можеа да ги победат. Тоа е оружје тамо носено, стоди рано и спремано. Па гледате дека они стално се спремат. Они се секогаш на готово, секогаш еве. Првиот командант што стоеше на пиедестало на площадо, тај ги одржува сите тие работи. Зашо заед не смее човек да иде. Гледајмо палатата негова. Дражат нам ВМРО колку била за куќа, колку е неговата палата, од каде пари? Од население што собира, а нема македонска, а живее у Македонија. Извинувам. На здравје нека ви. И тоа оружје да собират. Од тамо, само кај ние оружје. Фала здравје да имат и вие. И треба да се собере, треба да има некоја специјална единица да оде која разберат со подобрен глас или дочуен глас, треба да идат да проверат. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не следите, да видиме останатите што ќе кажат на денешното прашање, што треба да се превземе. Тоа прашува Црвена линија. Добар ден. Хајде, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Поздрав од топлото Ѓорче Петров. Близко ни е. Се надеваме ќе издржиме ове неколку денови, ќе дојде Господ е голем, ќе не осведи, ќе не олади, ќе ги сотре тие пожарите со помош на дожд, како што е Господ некој. Интересна и болна тема. Ова тема се провлекува со години. Се пука на сите страни, од друга страна викаме забрането да се носи оружје, а чарето никако. Све е тука замешано митото, корупцијата, пријателството и што нема закон во ова наша држава. Сопругата вика има закон, не се спроведува. Поздрав до сопругата. Поздрав. Значи мора да дојде некој од Кореја или талибанци да ни става трети закон за тоа оружје. Вака во Кореја и Еритреја е целосно забрането. Забрането. Може и кај нас. Ама нема крали Марко некој, не само за оружјето. Во сите сегменти во државата треба да се направи царски ред, што викаат. Ако сакаме напред додаме, ако не вака, со години, верувајте ми, и ова тема ќе ја поставувате после некој време, и други теми ќе ги поставувате, чари ќе нема, решење ќе нема, ќе си доаѓаат влади, ќе се менуваат луѓе, а чарето никако да се направи. Само ред и поредок, закон и казни.
Благодарам многу и секако поздрав и до вас и до сопругата. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Благодарам. Па вака, прво, значи во принцип не сум за да има легално оружје. Го имам и јас дома, така да, но не сум многу радосен, затоа што не сакајќи некој може да дојде до него, може да направи било што, а тоа оружје е регистрирано на моје име. Еве, кажете ми некогаш, пред колку години ве сте обезбедиле дозвола? Дозволата е обезбедена пред 40 години. Така како да беше пред 40 години? Пред 40 години беше, значи, со барање, значи, али не се правеше контроли, не се, значи, сега далеку се повеќе, потоа се дали знае да ракува, не знае да ракува. Сега се малце построги тие закони за да се дојде тоа оружје да може да се поседува. Но тоа оружје е само за дома, не е за надвор, значи немаме никој дозвола за да го носиме надвор. Така, дозвола за поседување, но не и за носење. За поседување и ништо повеќе. Меѓутоа, во принцип, значи ви кажам, значи не сум затоа што и фамилијата нека е 5 души, нека се со 5 различни, значи, карактери сме, што знаеш дека нема некој да го злоупотреби во самата фамилија, но во принцип сум да нема легално оружје воопшто како во Кореја, што спомнуваат и другите колеги. Значи, воопшто не ни треба оружје. Ако сме паметни, ако сме умни, значи оружјето треба да седи онамо кај што наречеме со овластените, војска, полиција, значи и кај чуварите, на друго место нема потреба. Благодарам многу за јавувањето. Сега кој веќе подсетиме кога станува збор за поседување, па дури и со дозвола оружје, понекогаш во таквите домови оружјето станува достапно и до децата. Доволно е да ве подсетиме за масакрот во Рибникар, кој што го направи дете кој што имаше неполни 14 години. Но таквиот настан всушност ја мобилизираше јавноста во соседна Србија и секако интензивно се настојуваше преку напомена дека ќе има огромни казни доколку не се предаде оружјето кое што особено нелегално и без дозвола. Но како и да е, таквиот настан направи да во наредните 2 години во Србија нема стапи во сила да нема издавање на дозволи за поседување огнено оружје. Кај нас факт е дека се поседува оружје, особено и нелегално оружје. Што треба да превземе државата и за нештата конечно да бидат под контрола? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се јавам, значи, од Запад, Емин, од Запад, како викат, многу ги слушам, се јавам од Запад, јас поседувам оружје, значи, и кратко и долго, за лов, што мислам. Значи, кратко ми е така за рекреација и за лов ова. Не знам, ги слушам сите коментари на сите луѓе тамо што коментират, се пука во Арачиново, во Кондово, во Чаир, натамо, а не знам зашто така, идат во националистички бази, кога во секторот за оружје, секој ден си отидувам, јас и прегледувам кој зима највише оружје. Значи, 15% се албанци во листава, 85% се, значи, од македонскиот народ што взимат оружје. Не знам така, не знам зашто ова е... Според вас, дали еве лесно се даваат дозволи? Имате ли таков печаток? Па не, ова, значи, има предлог како ги дават оружјето. Треба да не си осудуван кривично, треба да си чист, значи, ги взимат повишето за имотни работи, оружјето за осигурување на имотни работи, места. А ова ме чуди мене зашто сите што зборуваат до сега гледаме емисијата како во Запад. Јас имам случај пред 3 дена во сред аеродром излегува од кола и пука, значи, со пиштол. Тоа не знам како може да само во Запад да се деси. Според вас еве државата што треба да направи за да нема рендом престрелки низ улиците? Не, за да нема престрелки, значи треба да има повише патролни полицајци. Така, благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Останете со нас секако. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Поздрав Тина, Маријана од Скопје се. Голем поздрав и до вас, господја Маријана. Темата е многу добра. Меѓутоа, треба, што рече и претходниот гледач, треба да се стави
ред. Значи, не само да има, што се вели, едни да имаат, а други да немаат. Кај нас повеќе се знае дека повеќе има нелегално оружје, отколку легално. Во ред е тоа што го кажуваат, се сложувам. Меѓутоа, ова не е Тексас. Ние живееме во Македонија, каде што имаме многу етнички заедници и не може ти и безбедност да нарушуваш на секого, да излезеш на сред улица и некој да те упука. Мислам, тоа е нонсенс. Сакам да кажем, во Србија, ако се спроведе закон, треба и тука да биде законот таков. Значи, да има, да се знае, комуната, како што правила, конфискувала све што не е легално, се одзема и се става во депоа кај што треба да стои оружјето, а не на веселби или на било што, да се пука и да се докажува некој си колку вреди или што вреди. Никој не вреди со оружјето. Оружјето само ги убива. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Благодарам. Вака, јас ќе се окажам моето мислење, така може? Да, па тоа сакаме да слушаме. Македонија треба да се сака. Македонија треба да се брани, одбрани и зачува. Македонија не е за продавање. Македонија е све што имаме. Секој жив, здрав и нормален македонец и македонка, како Израел, од 16 до 60 години, мора да биде воен обврзник или резерва. Значи, воената обука мора да биде 4 години, по 4 часа дневно од понеделник до петок. Значи, секој од 16 до 62 мора да биде воен обврзник и резерва. Резервата ќе тренираат 2 пати неделно, а овие сите други од 16 до 62 по 4 сата дневно, за да може да се ја брана државата. Секој македонец и македонка мора да има униформа и оружје. Државата мора да се брани, државата мора да се сака. Вие сте за цивилно поседување секој... Воено обврска. Секој да биде воен обврзник. Ајде да проговориме за цивилното поседување на оружје. Цивилно поседување на оружје нема потреба, освен тие ловджи што се, нели ако ловат нешто, ловджи, не знам што, кој друго цивилно, ако е некој нешто загрозен, не знам зашто. Дали според вас треба да има целосна забрана за поседување цивилно оружје? Па не ни треба цивил, не му треба оружје. Нас Македонија треба да се брани како Израел што се брани. Има 700 милиона луѓе околу. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав до тебе. Благодарам. На жалост, во Македонија се поседува многу нерегистрирано оружје. Тоа е трагично земено за секој еден и треба малце построго да биде соделење на оружјата со дозвола. Се знае, ловџија е ловџија, цивилно лице е цивилно. И дома не смее да го чува пиштолот, ако е пиштол па или пушка, не е битно, треба да биде обезбедено да не може некој да влезе да го украде. Ако го украде некој да не е добро заштитено, одговара и тој што е властник на оружјето. Така да, кај нас има многу пропусти, што не се почитуваат, што не се придржуваат на ред, или па многу се чува исто нерегистрирано оружје. Тоа оружје треба да се забрани, да се, како што имаше после распаѓањето на Југославија, оружјето да се врати, да се однесе таму и таму, за да може некој да го земе. Ништо, оставија луѓето оружјето, што беа хумани луѓе, си ги оставија пистолите, кој ги зема, што ги зема, ништо не се знае за тоа. Тоа е кај нас, што законот има закончиња кои што не се спроведуваат. Тие мали закончиња ги прават непријатни работи во државата. Така, благодарам многу и вам. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Македонија.
Господине Тале, што треба да превземе државата, особено во однос на поседување? Јас сум човек на човека да не биде волк. Човек на човека да биде прат. Не да биде волк еден со друг. Животните толку едни со други не се јадат како што се јадат, за жал луѓето, не само во Македонија, туку во целиот свет. Се кајна, совдека некој тука, јас не ја слушам цело време емисијава, некој го велича Тито и Југославија, во негово време многу невини луѓе пострадаа кои беа честни, праведни, родолюбиви и народни луѓе. Ние зборуваме за поседување на оружје. Во тоа време добро. напомена дека имало ригорозни контроли кој може, кој не може, не се издавале лесно дозволи. Да, тие што беа удбаши и челати, тие има оружје, другите не смеја. Сега и за денеска да видиме. А овие, не тука, спомнуваат дека голем број на албанци како домашно милениче имаат оружје, а тие се населија најмногу за време на таа Југославија од СФР во Македонија. И тие се такви научени без крвна освета, со тоа оружје за жал. Но немавме гледач кој што рече дека е сведок дека повеќе дозволи бараат токму македонците. Па бараат, ама јас не сум за да добијат никој, туку да бидеме цивилизирани луѓе, не да се убиваат луѓе едни со други. Пред се да бидеме боголюбиви, човеколюбиви, родолюбиви, а не да бидеме крволочни. Така, големо благодарам и вам. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Прво поздрав до емисијата, добра емисијата и треба многу. и да се почество даваат на телевизија. Прво насловот би го критикувал забрането е да се поседува. Не е забрането да се поседува, бидејќи законот за оружје кој тоа дозволува. Законот за оружје е многу ригорозен, меѓутоа не се почитува. Предходниот гледач многу добро рече, треба да се забрани поседувањето на оружје и треба да се забрани. Што ќе му е на некој пиштол дома? Пиштол не се носи на улица со закон за оружје, забрането негово носење во склопена форма, дали во кола, дали на појас и така натаму. За ловното оружје само треба да се одобри и тоа во расклопена форма додека не се излезе од населена зона. Така да сум за тоа да се забрани со закон поседувањето на лично оружје. Зашто лично? Против кого? Имаме институции за решавање на проблемите, не лични освети или лично користење. Така да мислам дека... А што треба да да превзема според вас и државата во однос на поседувањето на нелегалното оружје? Контрола треба. Што почесто да се повикуваат луѓето кои го поседуваат веќе, тие го добили врз основа и да на некое лекарско уверение. Штом тој го користи оружјето во престрелка лично, тој значи психички не е како што треба. Значи треба да му се одземе и повеќе да никогаш не добие. И кога се даваат лекарски уверенија, треба малку се биде поригорозен во психичкиот дел на лицето. На лицето. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав. Голем поздрав и до вас. Оружјето по моје има нелегално и легално. Јас лично познавам сега веќе можда се и починати, има и легално и нелегално пистол, кој што нема потреба да има оружје секој еден. Зошто му е оружјето? Зошто државата дозволува да му дава оружје било на кој? Не треба оружје да има. Та дома со го чувал, та надвор. Ама, ево, кај нас, уште така, ко во Америка, ко во Израел, она пред мене, не пред мене, пред неколку души, што рече ко во Израел. Срам да му е Израел е една држава терористичка, што напра деца убива, уште неродени деца убива. Така е домашно. Јасно за општо да нема оружје. Така да има целосна забрана за цивилно оружје. Така треба. Ние оружје има, полицијата има, она речи војската оружје има, што не треба оружје ние дома. Со комшиите, со другите да се тепаме. Фала многу и поздрав. Големо благодарам и вам. Продолжете сега кога станете со Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден, Тена, на телефон Коста од Струмица. Голем поздрав, на сите страни. Не би требало, мислам, да се пука
Овде треба, ние сме македонците много дружелюбив народ. Трябва да се сакаме. За имотната права, тоа е најголем, мислам, грев да се убиеш некој. Пред 93 година една позната фамилија во Струмица беше убиена, таткото, мајката, синот, и тоа беше, мислам, много, и до ден денеска не се различи случајо. Не треба да се пука, треба да се имаме, не треба да се поседува оружје, треба да им се одзема сите што имат нелегално оружје, да се отстранат, да има еден љубов да ширеме од Господе на секаде. Кој загинува со оружје и така, мислам, не знам што да кажем, не сум компетентен, но би требало да се одзема оружјето, сите што го посетуваат нелегално и легално, да не постои оружје. Од оружјето е најголемото зло на човештвото. Имате пријатен ден и се најубаво година. Најпријатен ден ми посакувам и вам. Сега кој поздрав до струмичани кои што следат Црвена линија во моментот. Добар ден. Да се намали целосно тонот на телевизорот? Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Дали го намаливме целосно тонот на телевизорот? Да, целосно намаление. Одлично, повелете. Вака целосно треба да се забрани носењето оружје на цивилното население, само да поседува војската, полицијата и мислам други нема потреба. Ради тоа, ова што се дава илегално оружје, што е дадено, тоа е дадено на некои безвезни луѓе, така да нерационално го користат и го злоупотребуваат тоа. Ви се чини ли дека државата има целосен увид колку има нелегално оружје во земјава? Нема целосен увид. Државата нема ништо. Државата не презема некои активности за таа работа. Дури на ловџиите треба да им се одземет оружјето, ради тоа што го користат за убивање на елени, срни, во национални паркови пукаат и све живо, а државата ништо не презема. Значи, ова е хаос, хаотично состојба. Ова треба ригорозни казни и казни од некои комисии непознати да не го знаат кој е и ловџијата кога ќе го видат. Овде како го видат некој да е во тој реон, ќе му опростат и никому ништо, тој пак ќе проложи. Сакате да кажете дека имаме и несовесни ловџи кои што се ризични по безбедност? Има повеќе 90% се несовесни. Добро, благодарам многу и вам за вашите одговори во Црвена линија. Добар ден. Добро, благодарам многу и вам за вашите одговори. Сега да се намали веднаш целосно тонот на телевизорот. Ало. Добар ден. Добар ден. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Секако до крај. До крај. Благодарам. Повелете. Значи, слушам од преска многу коментари за оружје. Прво, тие што мислат дека оружјето не е потребно, нека си прочитат за закон за оружје и да видат у Европа како се користи оружјето. Значи, оружјето не е само да се убива или да мисли се потро. Значи, оружјето може да послужи и лична заштита, заштита на фамилија, заштита на фирми и за се. Второ, претходен скач рече дека ловџиите не знаеле да продават оружјето. Он, значи, нема буквално никакво разбирање за оружје и не треба такви да се пуштат. Второ. Трето, значи, оружјето треба да биде слободно пуштено. Секое оружје што е легално, што е вентирано у државата е максимално под контрола и тогај ќе има помогување. Се пука со оружје што не е вентирано у државата. Се е тоа нелегално. Целокупното оружје што е легално и секој кој што го поседува со сите ригорозни мерки и со целокупниот закон во Македонија, значи секој си го чува, знае како да ракува и знае зашто да го употребува. Значи, многу голема грешка е што народот размислува така и не треба некој да... Добро, благодарам секако што со гледачите го спомнавте, го споделивте. Треба оружје без документ, никој
Дали се да нема. слушаме? Да се заблагодарам пред се на гледачот пред вас. Благодарам што споделивте какви размислувања имате во однос на темата. А добар ден за вас. Добар, здраво, хајде. Повелете. Добре. Овака, може да зборам сега нешто? Ве слушаме, почнете. Луѓе се кај нас, ја дојде од Германија и сега овде на пензија сум. Овде кај нас сваки носи оружје, сваки деца носи оружје, пуца цело ноќ, по свадба. Овде треба оружје на црно да се озема што пре, не само да се збори. Разберате? Еве, споделете бидејќи дојдовте од Германија. Во Германија, според вас, има ли многу повеќе контрола отколку кај нас? Повеќе контрола, не сме да пуца на ваздух никој ич. Ќе пуца на ваздух, ќе му зема оружје, ќе плати 500 евро и одма ќе фата. Сега кај нас се пуца. Каде е тоа кај вас? Има оружје. Каде кај вас? Па кај нас овде, во Македонија. Јас сум во од Скопје. Македонија генерално, добро. Генерално, кај идеш по село, пуца, тамо, вамо, по свадба, по овде што е ова држава? Не е држава ово. Оружје треба да се зема, само кој има документ. Тоа ми е. А еве, дали никогаш сте реагирале до надлежните да превземат мерки кога имаете такво пукање во руралните? Никој нема, никој не дојде. Пуца луѓе без везе, без ништо. Овде никој не гледа. Криминалци спие кај нас. Така, благодарам многу за тоа што се вклучивте во црвена линија. Да видиме какви останати одговори ќе добиеме. Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав да до вас. Да ве поздравим и режија и убав викенд да ви посакам на сите. Благодарам, да се возврати со убава. Вака ти кажем, Тинче, се пука на сите страни, точно е. Оно тие што треба да дадат забрана, тие сите носат оружје, сите пукат за пари, чуда се прави. Слушамо секој ден, убиват се и браќа, и за имање, за овој, за оној, тој нема. Македонија го направија, значи, како да кажем, парам парче. На што личи тој бе? Секој има пушка, секој ти се забрано, ја ќе те утепам, ја овој ќе ти направим, ја оној ќе ти направим. Ја едно време ја имаше, мислим, убаво го давате, мислим, на линија на Клим Виси, ала зло мисли. Тај реклама, мислим, многу ми се свиѓа. Значи, стварно, доста е само кад погледнеш. Јас знам, отпорано кад беше млада, нели се скарамото и седан комшија, имаше на маж ми пушката, стоеше горе, и ја како дала кад гребна пушката, викам, сак ја ќе ти кажем, ја не знам да пуцам нити ништо. Леле, кад ме фати мужот на страна, имаш ли ти памет, вика, ќе те турат у затвор, вика, нема прав. Тоа дамна беше. Он човекот кад падна, ја нема врска, кад падна назад, само да го заплашим, да не ги нервира мајка ми и татко ми. Цел живот се карат за имање, за каменишта, за браќа, за сестри, којот се чуда прават. Тинчо, ово е убаво овај тема што сте го дале. Право дозвола да се даде на сите и да се води ред кој има оружје, значи многу стана за пари чудо прават. Чудо, не знам дали са ни парите толку важни, дали човечкиот живот. И деца, еве што слушамо по телевизија, девојченцето па како го убија, па од тук натаму викам, ово е стварно. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Време е да ги погледнеме рекламите, а по рекламите и резултатите од анкетата. А сега да погледнеме како се одговори на денешното анкетно прашање на Инстаграм. Подсетувам да следете Инстаграм, Фејсбук, црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Дали треба да се забрани цивилно оружје како во Кореја и Еритреја? Со да одговорија 81%, со не одговорија 19%. Како и да е, благодарам на сите вас за учеството во црвена линија и ве поканувам да останете со мене за да се освои денес една нова прва спукалка во заврти на Телма. Тоа е она што следува.